Благодарам за уште една реплика, господин Реджепи. Ако мислите дека ќе ги решиме проблемите на граѓаните, на општините, со тоа што ќе го зголемиме процентот на она што може да го планираат во буџетот, тоа хајде да го направиме 200, 300, 1000% изголемен, ако така се решават проблемите. Не е тоа суштината на ова законско решение. И нема така да се реши проблем. Велите дека немало да се генерираат долгови, и сега како нема да се генерира долг, доколку ти во претходна година, пример, одредена општина, X, не е ирелевантно која општина, собрала 1000 денари, за да биде поедноставно, приход. И сега ти му дозволуваш уште 50% да зголеми расходи во следната година. Што се случило во државава? Фантастично, за да очекуваме дека општините наредната година ќе имаат за 50% позголемен приход. А они се финансираат од дел од ДДВ, такси, надоместици, комунални, стандардно. Тие се, нема нешто, не знам какво решение. Ја би подржал решение суштинско, со квалитетна анализа, каде што општините ќе имаат поголема фискална децентрализација, ќе имаат поголеми финансии да располагаат како општини, како единици на локална самоуправа, за да можат они сами да си го менаџираат развојот на општината, без разлика мала, голема и кој да ја води таа општина. Сега се ограничени и зависни од владата. Еве, јас го дадов тој пример за ТАВ, затоа што е пример како функционира државата. Владата седнала и одредила која општина колку пари ќе добие и за кои проекти. Владата кога седнала, приоритетите за одредување ги одредила, значи владата. Не ги прашала општините, воопшто не ги прашала општините кои ви се вашиве приоритети. Ете така не ги прашала општините, колешка, ако имате нешто да исправите, повелете на говорница, кажете, јас ќе ви кажам да. На Совет на општина Куманово пред 2 дена градоначалникот од редовите на СДСМ на советничко прашање одговори дека владата на Република Македонија воопшто не ја прашала општината Куманово на кој проект да му одреди, да му додели средства. Ако тоа не е вистина, ќе ви ја покажам и снимката, вие бујрум на говорница негирајте го тоа или демантирајте го. И уште едно лично до вас, господин Ерджепи. Велите дека ете кои биле на власт и кој ги генерирал долговите во минатото. И јас ќе се сложам дека во Република Македонија, алудирајќи на ВМРО ДПМН нормално, и јас ќе се сложам дека Република Македонија во минатото имало општини кои што ги владеело или управувало со нива ВМРО ДПМН, ама има општини кои што ги владеело и управувало СДСМ, кои што генерирале не милионски, милиардски долгови, како што е општина Куманово. Ама имало општини кои што ги владеело и управувало ДУИ, кои што вие, како тогашна опозиција, сте ги критикувале, ама сега го заборавате тоа и седите и со СДСМ и со ДУИ во коалиција. Тоа е принципиелно или непринципиелно, вие си знаете. Благодарам.